5.804 струмичани заклучено со 22 февруари имаат поднесено годишни даночни пријави. Според податоците на Управата за јавни приходи, бројот на поднесени годишни даночни пријави се очекува да достигне повеќе од 40.000, што значи дека остануваат уште 34.196 пријави за поднесување. Иако има повеќе од 2 недели за запазување на законскиот рок, од Управата потсетуваат навремено да се пријават дополнителните приходи остварени во текот на претходната година. Доколку даночниот обврзник не поднесе даночна пријава до 15 март 2018 година, ќе му биде изречена глоба за сторен прекршок. За ненавремено поднесување, односно неподнесување пријава и за нецелосно пријавени приходи, глобата се движи од 100 до 200 евра во денарска противредност. Заклучно со 22 февруари 2018 година, во Управата за јавни приходи, регионална дирекција Струмица, се поднесени вкупно 5.804 годишни даночни пријави, од кои 5.777 се во хартијна форма, 27 во електронска форма, а се очекува да се поднесат над 40.000 годишни даночни пријави до истекот на крајниот рок 15 март. Годишната даночна пријава може да се достави на шалтерите на УЈП електронски или по пошта. Граѓаните имаат обврска да пријават годишна даночна пријава по повеќе основи. Даночниот обврзник не поднесува годишна даночна пријава доколку остварува приход само од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност. Покрај плата или пензија оствариле приходи од награди, бонуси, надоместоци од работен однос, регрес за годишен одмор, К15, приходи од кирии, односно издавање под закуп стамбен, деловен простор, приходи од дивиденди, капитални добивки, добивки од лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри, интерактивни игри на среќа, во износ поголем од 5.000 денари по поединечна добивка, приходи од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници, приходи од интернет, например, е-трговија, услуги извршени преку специјализирани страни, поставување реклами на сопствени интернет страни, прогнози, дојави за типови за спортски надпревари, потоа лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија, работно ангажирање во амбасади, меѓународни организации и други дополнителни видови на приходи кои што не се споменати, а се предмет на одоначување. Во согласно со измените на Законот за персонален данок на доход, од јануари годинава се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на електронска пресметка за приход и данок до Управата за јавни приходи преку новиот систем е-персонален данок.